Добро дојдовте во нова епизода на подкаст основано со мене Јанаки Митровски. Продолжуваме со религискиот дел на подкастот. За жал се уште имаме потешкоти, што не очекував да обезбедиме отец од Македонската православна црква. Имавме оџа, денеска имаме задоволство да кажеме добре дојде на пастор од евангелиската црква од протестантската деноминација, но за жал се уште имаме сериозен проблем да обезбедиме отец, иако очекував дека тоа ќе биде најлесно. Бидејќи таму правилата во Македонската православна црква се малку поинакви, нема баш таква слобода, односно треба до самата митрополија да се пушти барање по моето разбирање, па тие да одределе кој да гостува, не гледам во што е проблем, затоа што ние имавме за таргет конкретен отец кој што, иако сум атеист, многу високо го почитувам, имам учествувано и на пар хуманитарни акции со него. Денеска вечерва велиме добре дојде на пастор Филип Иванов од, убаво кажав, Евангелиската црква на Македонија. Евангелска црква во Македонија. Во Македонија, аха. Добре дојдовте. Добре најдов и фала за изненадувањето. Не знам зашто ви изненадување. Па покрај таков калибар на гости кои седеле тука на ова столче, јас се чувствувам малце како андердог, така. Не знам зашто би се чувствувале како андердог. Но добро е што го следите подкастот. Но добро е што го следите подкастот, затоа што гледаме да се шириме нормално. Не сметам дека сте андердог, баш сметам дека сте супер гостини, баш мислам дека ќе имаме соодветна гледаност. Во Македонија 90% од луѓето, сигурно сте запознати со тој факт, 90% од луѓето се декларираат како верници. Колку е тоа добро или не би коментирал. Јас сум многу одамна сум расчистил нели со вера, инаку можам да говорам само за православната деноминација, затоа што сум воспитуван во тој дух. Моите обајца родители, мајка ми беше ептен посветен верник, кој кажам посветен верник, не мислам да се однесе кило зејтин нели кило зејтин во црква и да ја ради реда, кај нас ќе дојдеме и до тоа. Многу голем дел од верниците за жал се декларативно верници, односно кај нас и многу на етничка основа се дели, значи чисто да го мразиме другиот, што е нормално погрешно вон Исусовото учење, сега толку сум верски образован. Татко ми се уште жив исто така голем верник, они баш онака живееа по православни учења, така да не можам да говорам нити за ислам, нити за имам многу оскудни познавања за ислам, пак нели сум раснал во чаршија повеќе, меѓутоа за деноминацијата од која што дајат, односно за протестантизмот, многу слабо, нешто што сме учеле нели за Мартин Лутер или што сум читал малку, не сум имал некој голем интерес, па ќе ни биде задоволство да ви оставиме простор пред се да ни кажете кои се главните разлики помеѓу протестантството и останатите католичка православна деноминација, или мене конкретно ме интересира за православната. Така, значи тоа може да се направи да биде долго и да треба научен собир да организираме за тоа нешто. 5 минути ако јасно, не, за тоа ќе го кажам следно. Секој пат сум го правил овој мувет со луѓе, првото прашање тоа. Значи, како конфесии, православие, римокатолицизам и протестантизам, има разлики кои се од историска природа, разлики кои се од еклесиолошка природа, односно црковно уредување и учење за самата црква, од теолошка природа, сотериолошка природа и така натаму. Значи, ние можеме да се пидлачиме и да бараме милиарда разлики кои ги има, но исто така може да најдеме заеднички темели, на кои сите стоиме и за кои јас верувам дека секој вистински православен католик или протестант би го положил животот. Значи, сега правиме момент за 10 заповеди предпоставам се исти. Да, Светото писмо, Света Тројца, нели Отецот, Синот, Светиот Дух и тие нешто нормално дека се исти, дека Христос е спасителот и сите тие работи. Сега, затоа прашувам разликата, најголемата разлика од каде веројатно потекнуваат сите разлики понатаму, се тоа што протестантите или протестантската реформација има 5 начела кои се декларативни и кои се формативни за животот, побожноста и црквата, организацијата на Five Sola, претпоставам тоа. Петте сола, да. Петте сола. Значи, овдека ја нема да коментирам, не би било благодарно сега јас да кажам што е православие, па сега да дам контраст на тоа.
за жал некои мои колеги и од едната и од другата страна на конфесионалната граница го правеле тоа, ама тоа е стромен аргумент. Значи ја можам да направам плашило од аргументов на другиот за мојот да изгледа попривлечен. Ја тоа сум одлучил да не го правам. Петте сола се дека и првото каде што е веројатно најголемата разлика е сола скриптура, значи тоа дека за протестантите и за протестантската реформација и црквите кои се наследство од протестантската реформација, само писмото, само светото писмо е врховниот, конечниот и последен авторитет за верувањето, животот и праксата, односно побожноста на христијанинот. Не дека сите собори, преданија, традиции и сите тие нешто, не дека немаат авторитет или влијание во животот, верувањето и праксата на христијанинот, но последниот збор го нема ниту папата, ниту патриархот, ниту било кој, последниот збор го има Библијата. Светото писмо. Да. Додека во другите конфесии, па ќе кажам, не толкувам и не зборувам во нивно име, на исто рамниште или приближно исто рамниште, тука зависи кој теолог ќе го прашате, се наоѓа и преданието. За нас, кажувам, е сола скриптура, односно само писмото, после тоа се мора да се чита, гледа, толкува, вага низ призма на писмото. Сола скриптура е првото. Втората е сола грација, односно само по благодат, само по милост човек се спасува. Не може да го купи, плати, заслужи, стекне спасението, туку тоа, како по зборовите на светиот апостол Павле, е бесплатен дар од Бога во Христа Исуса нашиот Господ. Значи по благодат, по милост. Следното е сола фиде, односно само преку вера, дека човекот се оправдува пред Бога или влегува во тој личносен однос со Бога единствено преку личносна вера и личносен однос со Христос Спасителот. Не дека делата не се важни и дека јас како протестант сум оној кој стално ставал акценти. Ти веројатно ме знаеш покрај делата што сум ги вршил, не ме знаеш што ти сум проповедал многу така на социјални мрежи. Дека само преку верата човек се оправдува и спасува пред Бога, делата се плод на вистинската вера во Бога. Следното нешто е солус Христос, односно дека само Христос е посредникот помеѓу Бога и човекот. Дека не постои ниту една друга личност со сета чест и слава што им припаѓа заради нивниот живот, дела и така натаму, оние кои се заминати пред нас при Господи, оние кои се уште на земјава во лице на црковни авторитети и како и да е, но дека единствениот посредник, ова повторно е по зборовите на Светото писмо, дека единствениот посредник помеѓу Бога и човекот е Христос Исус нашиот Господ. На крај е соли део глорија, односно само на Бога слава. Дека ние се што веруваме, зборуваме, живееме, правиме, дека сето тоа е за слава Божја и во слава на Бога. На ниту еден друг човек, институција, организација, единствено на Бога слава. Освен првото соло, другите 4 сола што ги кажавте, мене ми звучи како исто како православно учење, не гледам некоја особена разлика, така да каде доаѓа тој шизм сериозен, ајде за помеѓу православие, нели? На почетокот на 11 век е познато дека се расцепува 1054, да, Константинопол и Рим. Меѓутоа, фактички протестантската реформација, ако не се лажам, започнува крај на 15 почеток на 16 век. Официјалниот старт се рачуна дека е тогаш. Мартин Лутер, да, официјалниот старт, иако пред Мартин Мартин Лутер, Чешка, нели, како ги вика Јан Хус и Јероним Прашки, да. кои интересен факт дека тие се прогласени за православни светители. Хусеити, не, како беше движењето, извини, поправиме? Хусити. Хусеити, да. Ама Јан Хус и Јероним Прашки, иако се нели претечи на протестантската реформација така, да. и реформатори самите, во православната црква на Чешка и Словачка се прогласени за светители. Грешка, мислам тоа си веројатно нивни став, затоа што се 100 години пред протестантската реформација. Не нивни став, значи имаш луѓе кои биле спалувани на клада, Џон Виклиф, Џон Оуен, кои умирајќи Јан Хус го дава тоа своевидно пророштво, го спалуваат на клада и вика, иначе Хус значи патка на чешки словачки, и вика сега денеска ја спалувате оваа патка, но по 100 години ќе се појави лебед кој нема може да го запрете. Да. 1417 година го спалуваат Јан Хус на клада. 1517 Мартин Лутер ги кова 95 тези на портата на црквата во Витенберг и започнува
тоа што денеска го нарекуваме протестантска реформација, иако никогаш планот на ниту еден од реформаторите, кои некои од нив до крај си останале монаси, свештеници, не бил да има посебна гранка, не било да се отцепат, да се исклучат, но за жал, па ќе кажам, историските, политичките, етничките движења кои се случувале, не било вакуум, само теологија. Католичката црква била и ноторно корумпирана, ти ако не сакаш што го кажеш, ќе го кажам јас, значи продавале света водичка и така наречени чуда, се откупувале гревовите со пари. Значи веројатно и тоа имало големо влијание. Една од тие тези и каде што уствари пука тиквата, 95 се забелешки кои Мартин Лутер како католички монах, свештеник и професор, значи он не бил значи он бил доктор на теологија. Една од тие тези или забелешки кои ги дава, не повторно, не за да напаѓа некој лично или за да руши нешто, но една од тие тези било, ако Светиот Отец Папата има благодат, право дадени од Бога како наследник на Свети апостол Петар да простува гревови, тогаш зошто тоа го прави за пари, а не заради христијанска љубов или милосрдие. Многу малку од луѓето знаат дека всушност дека папата е всушност дека прв папа бил Павле, Петар. И тоа е, се извини, Петар, и многу малку луѓе првиот апостол. Па се и тоа е малку дали е баш папа, зашто првите папи се и малку не е тоа толку официализирано како што се. Види Јанаки, проблемот знаеш е кога разговараме за овие работи, ние мора да знаеме да зборуваме за 2000 години историја. Така е. И за текови и процеси и нешта кои се случувале на повеќе нивоа. И ние сакаме се фатиме за едно од тие да речеме, протестантите тука. Инаку на почетокот протестантите имале официјална комуникација со патриархот во Цариград, а Лутеровата школа со патриархот Еремија, мислам дека беше, треба да се провери, ама мислам дека беше Еремија, и започнале многу добро, ги препознале како православни, односно ортодоксни во своето вероисповедање. За жал, Цариград паѓа тогаш. Тука се случуваат еден куп работи во Европа, крстоносни војни против протестантите, 100 годишна војна помеѓу едните и другите. И Бог знае што би било, кад би било, ако протестантите 30 годишна војна. Како? 30 годишна е војната, ако зборуваме за верскиот конфликт меѓу протестантите и католиците. Така и наречен, добро се. Како отворени воени судири се отприлика 30 години, и во протестантството, колку што може разбирање, има подгрупи. Значи, има деноминации, значи евангелска, баптистичка, сега не знам убаво имената, како ги му дадеше реформаторска и така натаму. Која е па таму разликата? Зашто има подгрупи? Во чествувањето ли е разликата, во разбирањата? Предпоставам дека овие работи што ги збориш се горе-доле за сите христијани исти. Да, значи овие се за сите исти и почиваат на сите почиваат на ова. Сега, историски гледано, тоа што Савонарола го прави во Италија, овие во Чешка, Лутер во Германија, Цвингли, Калвин во Швајцарија, и како тоа се шири, како се развива, како тоа има интеракција со властите, народите кои живеат таму, прави да тоа се разгранува и да тоа се не да се поделува, туку едноставно природно да расте во различни правци. Англиканската црква, знаеш дека па сосема посебна гранка уште кога се отцепува со Хенри, дали влага, со Хенри VIII, дали влага воопшто како протестантска црква, дали она како не, англиканската црква е една од тие ретки протестантски цркви на кои православните и католиците им го препознаваат апостолското наследство или апостолската сукцесија, дека архиепископот од Кентербери, ако одиш доволно назад, ќе стигнеш до апостолите. Тоа е жаргонски кажано. Не дека ако одиш доволно назад тоа е како што цело племство во исламот пропагира дека има потекло директно од Мухамед. Така, колку може да се докаже дискутабилно. Види, тоа е окей, тоа е повеќе пропаганда, сега да не се лажеме, до толку разбираш, не види, тоа може да значи нешто, ама знаеш кој го распна Христос? Тие што имаа директна сукцесија од Мојсей. Така да тоа нешто може да значи многу, а може да значи ништо, затоа што баш оние избраните, оние со сукцесија кои седеа на Мојсеевото седиште,
да речеме како нели апостолот на Израел, иако нели пророкот на Директно Израел. го распаа римјаните, дали било последица тоа на мешетарење, на буцкање и на осудување. Дефинитивно, са ти како правник и Да, адвокат евреите, можеш да гледаш директно, легален аспект. Да, директно го извршители беа римјаните. Ама обвинители беа да. Сега, беа дали без обвинители би стигнале до пресуда? Тоа е убаво што го начнуваш, затоа што моето следно пред да предам на следнава тема, само ме интересираше по мое разбирање, Така. дали мнозинство, дали огромен број протестанти има во Германија, во Соединетите американски држави, во кои што во еден добар дел се избеглици од Така. од прогонот кој што се случува во Европа. Холандија, ако не се лажам, и скандинавските земји. Да. И Англија, уствари. Да, Ако исклучиме Ирска, односно ако исклучиме Ирска, Да. мора и Шкотска се католици, уствари, но самата Англија, таму има огромен број на протестанти, збориме сега на европско тло. Навака надоле се воглавно католици, значи Франција, Шпанија, Иберски полуостров, Италија, и надоле, надоле се Источно и надоле, да, источно се православни. нели православни. Убаво што го начнува ова прашање, мене ме интересира односот на протестанството, односно на протестантизмот кон останатите религии. Значи зборуваме за кој е ставот на протестанството за ислам и за јудаизмот. Сега, предизвикот што ја го имам кога ми го поставуваш тоа прашање, што ние во Треба да протестантизмот пазиш да не навредиш некој? Не, во протестантизмот ние немаме Што кажеш да го биле Исус, немаме морам да те чепнам. немаме ние патриарх, глава, папа за Тука поддецентрализирано. за јас да можам да кажам според зборовите на папата или патриархот или Според верските архиепископот. учења са не мора да. Сега, значи според верските учења, тоа е добро што го спомна. Види, извини само што те прекинувам. Секоја вера е догма, значи ја исклучува другата вера. Исламот кажува дека треба да се не дека не ги признава. Ние сме имали оџа тука Така. и у принцип за жал и многу малку муслимани знаат дека Исус е пророк во исламот и истиот Знаат, верувам. се изучува и знаат и таму има многу декларативни верници, меѓутоа и Номинални, да, тоа е проблемот. Секаде тоа е проблем. Оџата тоа убаво го објаснуваше, меѓутоа се знае нели истото и во христијанството дека имаш само еден Бог, тоа е прва Божја заповед и не смееш друг да или не убивај беше прва заповед, са и јас сум Немај други богови освен Немај други богови, ето убаво сум запамтил од детство освен мене, така да тоа секаде постои сега, да не, знаеш, ми го уфинуваш некако, не еве сме сега ќе ти демократски, кажам. Не, дозволи. многу добро знаеш дека Paramount треба да биде Исус. Да. До мерата до која ние го исповедаме, веруваме и живееме за Христос, до таа мера јас и ти сме браќа. Еве, јас сум атеист. Кој е ставот на протестантизмот? Еве, тебе не зборам за мене како Јанаки Митровски, него како атеист. Како профил на Да, човек. како профил на Секој човек, атеист, будист, мормон, христијанин, дете на муслиман, Христос. е човек создаден според Божјиот образ и како таков има вродена и неотуѓива вредност пред Бога и пред ближниот, пред мене. Секој човек има потенцијал да го познава Бога и секој човек е подеднакво возљубен од Бога во Христа Исуса, нашиот Господ, и има подеднаков потенцијал, можност, право и привилегија да гради личносен однос со Просто тој. кажано Исус ме сака без разлика дали јас сум, Бог ме сака без разлика дали јас сум се откажал од него или не. Тоа би Амин, би тоа е тоа. Да, ова еден монах од Света Гора наш ми го збореше дека не било битно дали јас сум се откажал од Бог, зашто Бог никогаш не се откажал. И нема ни да се Од откаже. мене тоа ми го говореше и мојата мајка која многу се разочара или кога Разбирливо. Кога излегов од излегов се, немаше тоа нели излагање класично, меѓутоа така на мој 16-17 години. Интересно, го прекинав. ја тогаш сум доаѓал кај Христос кога се прекинав, го прекинав нели мојот однос со Бог. Дали исто ме интересира многу по моje разбирање скромно и затоа си ни гостин, многу поличен однос постои. Односно не постои баш условно речено посредништво, каква што е црквата во римокатолицизам и во православната деноминација, значи многу поголема слобода и тоа немање на централен авторитет и на централизација на црквата како институција, затоа што сега кој што зборнавме пред емисија, не дека сега јас се собирам сум пастор, ама па во Америка и тоа го има, значи не мора да има признание од некоја црква или Бог знае какви квалификации, меѓутоа постојат и
прилично големи цркви кои што се основани вака од нула, од некој што пробал. Таа слобода, поголема демократија никога постои кај вам. Види, тоа не е демократија пер се, ама поентава е дека еве и ние како Евангелска црква во Македонија, јас како пастор, мојата основна порака, мисија, кој како сака нека го нарече тоа е дека секој човек треба да има право и да го чуе Евангелието и да одлучи самиот по собствена волја и обидување да поверува во Евангелието и да стане следбеник на Христос. Значи тука не правиме увед, номинално има скоро милиарда протестанти. Номинално има, не знам, 270 и кусур милиони православни. Номинално има и секој, нели, интелектуално искрен пастор, свештеник, отец, што и да е, ќе ти каже дека најголемиот проблем е номинализмот. Да. Внатре во тоа, да. И сега, ако ти земеш да правиш муавет со номинални протестанти, ти ќе имат еден став спрема останативе. Ако земеш да правиш муавет со луѓе кои се посветени, кои, па ќе кажем, во крајна линија би го дале животот за тоа нешто, да ја живеат верата, ќе добиеш поинаков одговор на тоа нешто. И сега, за тоа не можеш ниту една страна да имаш официјален став, сето дека не застане папата и да даде, нели, екс катедра став, мислење, учење по тоа прашање. Заради тоа, нашиот нагласок на Евангелието дека секој човек мора да го чуе и да го поверува сам за себе. Што не верувам дека тоа нешто различно од православието. Јас протестант, ако не одам во пример во Евангелска црква да не се молам заедно со останатите, да не пеам. Пеењето знам дека е одлика, бидејќи сум имал прилика, имав многу драг пријател тука од Соединените американски држави, беше 3 години и они тоа го правеа, се собираа пријатели. Види, тоа го правела раната црква. Се собирале заедно по домовите. Но тој не е во пастор. катакомбите. Но тој не е пастор, на пример. Види, има црковна хиерархија. Тој да ми е недоумица. Он не е пастор, нити се декларира ама и не ни мора да биде он пастор. За да држиме обред? За да се собереме заедно, да го славиме Бога и да се молиме. Так. Кога станува збор за крштевањето, за причести, за такви нешта, тоа пастор да го прави. Тогаш е пожелно да го прави тоа пастор, иако дури според раната црква, ако јас сум христијанин и се случува војна, помор, глад, што и да се случува, секој христијанин смее да крсти друг човек и да го воведе во христијанството. Нормално под одредени услови. Сега треба како сейфгард, како граница, да се знае што кој кога и зошто прави, не заради ограничување, туку заради да има здрав растеж, така, за да може тоа нешто да расте здраво. Ако ја го сакам конечното добро за тебе, ти да го познаеш Бога и да имаш вечен живот, тогаш јас би сакал ти да растеш здраво во Бога. Затоа е црквата важна, затоа што не постои соло христијанин никаде и ни во Светото писмо ни подоцна во овие 2000 години, затоа што јас како христијанин, од кој да е конфесија, не можам да растам во Христос, јас сам Библијата и молитвата дома. Мора тоа да го остварувам тоа во заедница со други христијани како мене. Помалку е риторичко прашање, во вака како интелигентен човек морам да ти го поставам. Сериозно веруваш во afterlife? Дека кога зимскиот живот ќе напуштиш, ќе одиш во огненото езеро ќе пливаш или ќе одиш пред Свети Павле? Јас се надевам дека јас немам. Во огненото дека ти немаш. Меѓутоа, еве, сериозно веруваш во afterlife како интелигентен човек? Ќе ме убедуваш дека постои afterlife, дека Јанаки се ќе одиме во оној свет? Види, Мајка ми почина со тоа, дека готово Господ да ме земе до нечувано имаше нели подмукла болест, да не би нели да би те заморал те или бугото, меѓутоа тоа беше, Господ ќе ме земе, оно. Види, сигурно се плашала, сите се плашиме од смртта, да не се лажеме, меѓутоа оно си беше тоа и беше како дека еве го моментот. Јас ти на твои 17 години си отстапил, да речеме, од верата, ја би рекол од религијата повеќе отколку од верата, да не толку. No. А јас на мои 17 години пристапив. Ако јас не верував и не верувам, и сета моја вера, мојот живот не почива на два збора, сета моја вера можеш да ја дефинираш, да ја собереш во два збора, тогаш би било искрено и фер да ја соблечам кошула и да си терам некоја друга работа. Фала Богу, можам и друго да работам, друго да правам. Сета моја вера во два збора е Христос воскресна. Ако Христос воскреснал, нели, нашиот народскиот муавет е кој се вратил таму па да ни каже, така. Така да. Ако јас интелектуално
историски, археолошки, секако пристапам на христијанство, на животот, учењето, смртта и, еве да речеме, наводното воскресение на Христос, со критички ум, јас не верувам дека постои човек кој ќе дојде до поразличен заклучок, земајќи ги сите дадености и факти, дека Христос навистина воскреснал. Сега, ја не верувам во afterlife-от и тоа е моја желба и нели wishful thinking дека од страв заради смртта па се надевам ќе одиме сите на подобро место. Поентата е дека јас верувам дека тој навистина воскреснал од мртвите и затоа што тој навистина воскреснал од мртвите, неговиот живот, учење, смрт и воскресение имаат авторитет денеска за мене. За нашите гревови се не е баш исто дека тоа подразбира дека сите ќе воскреснеме. Меѓутоа друго се. Види по неговите зборови, ако тој умрел за нашите гревови и е воскреснал, тоа значи дека не е лажливец. Тој рече во Светото писмо речено е затоа што јас живеам и вие ќе живеете. Оној кој верува и живее со мене, јас ќе го воскреснам во последниот ден. Јас верувам дека кога не става 2 метра под земја ќе видиме храна за црви. Нашите тела, да, значи тука се слагам, нашите тела до воскресението од мртвите ќе бидат ќе бидат храна за микроорганизмите и јас ни вие нема да можеме да го посведочиме тоа, да се вратиме и да кажеме, меѓутоа па тоа е поентата. Дали верувам дека Христос се вратил и посведочил? Не дали Јанаки или Филип. Да дојдеме да се задржиме на ова што него доодговоривме, да ставот на протестантството конкретно кон ислам и кон јудеизам. Тоа што ти го кажав, како спрема атеизам, спрема будизам, спрема дека исто сметаш дека се исто тоа господови чеда, дека заслужуваат почит, дека секој човек нормално има вродено, неотуѓено право, има потенцијал да го познава Бога, дека Христос подеднакво умрел на крстот за моите гревови како и за неговите и дека секој човек за избраниот народ го и дека секој човек и како моце хостилити како да осетив кога зборуваше за нели види на Мојсей наследници зборуваш за конкретните луѓе што го јас зборувам против тврдењето дека сукцесијата како таква, наследството ајде да речеме како такво, дека само по себе има вредност. И тоа го кажав во контекст дека еве наследниците на Мојсей го распнаа оној за кој Мојсей пророкуваше. Така да наследниците на апостолите, тоа црковната историја барем е, како кажеме, многу јасно во овие 2000 години, наследниците на апостолите имало светци и имало крвници. Јасно. И сега ја не можам да се преправам тука и да викам да речем тој што еднаш седеше тој што седи на седиштето на Петар, Павле, Јован, каде и да е, тој мора да е светец. Не, тој мора како и секој човек, и будист, и муслиман, и атеист, и кој да е, да поверува во Христовите зборови и да едноставно одговори на повикот покајте се и поверувајте во Евангелието. Кој сакаш биди ти, што сакаш биди, пораката е иста. Постојат ли посебни правила да мора да имаш брада како што имаш? Можам да видам пастори без брада? Можеш. Не, сериозно. Не, сериозно. Значи можеш да бидеш пастор. Без брада не сум видел лоџа без брада, многу тешко, мада се жале дека во последно време и тоа било тренд. Интересен момент, бевме собрани во ислам е верско начело да носиш брада, например. Во ислам е верско начело. Не сум знал. За сите мажи, не за да треба да види, а сега отиди во православна црква и види ги на фреските иконите. Кои имаат фреските немаат никој, да. Не никој, некои имаат, некои немаат. Од апостолите процентуално нема кажеме волку или толку светители, вие тие, значи ако тој е светител и ако јас се надевам на неговото молитвено посредништво за моето спасение, а нема брада, тогаш брадава не е, значи не е ни начело, не е ни обврска, ама имаше интересна анегдота, собрани протестанти, католици, православни тука во Македонија за настан на библиско здружение. Здружението што ја принта, преведува, Библијата дистрибуира. И бевме собрани, тогашниот декан без брада, други свештеници без брада или со многу кратка брада, дека ја други протестанти со бради и со смеа. Тој ме пријател и вика, вика кој е време да дојде, вика сите протестанти со бради, а православни без бради. Ама нели, тоа е пак анегдотално. Кој е и вашиот личен став и ставот на религијата воглавно го знаеме и да повеќе се држи на вашиот личен став, бидејќи тоа го имам главно на социјални мрежи како истакнато. Значи зборувам јас во собствено име. Како пастори протестанти. LGBT
заедница, популација, како сакате да наречеме. Библиското нели учење го знаеме, Содома, Гомора. Не. И така велиш дека тука не е така? Тука те фанав. Тука и христијани и атеисти и ЛГБТ се фаќаат за Содом и Гомора, не дека таму немало хомосексуализам, насилно силување на истиот пол и така натаму. Гревот на тоа било начин на подчинување. Како што тенденција Содома да го содомизира. Да, гревот на Содом и Гомор биле гордоста и занемарувањето на сиромашните. Тоа го кажува Светото писмо. Од кои гревови, како гордоста како да еден од 7 смртни гревови. Од кои гревови произлегуваат сите останати кои се само симптоматологија на основните гревови. Така да, сега, за ЛГБТ, оти се, нели, тоа, сега ги имам читано и вашите ставови по социјални мрежи. Да. Еве, може да предеме. Јас ги имам читано и твоите ставови, нели, на социјални мрежи. Сега, ако веќе не ти пречи таму да ги истакнуваш. Не ми пречи, не, фала ти за прашањето. Кои што сигурно не се позитивни, по моја вака сваќање. Позитивни за и зашто? Сега, значи, сум читал како говориш за дека се прави пропаганда на многу грд начин. Види, ние можеме да бидеме за, против, да сме по либерални, да не сме. На многу грд начин на тие луѓе кои што е факт дека се маргинализирани, ова е конзервативна средина која што не прифаќа. Многу е напредната ситуацијата од која јас бев дете. Како дете, тоа е парада да се направеше. Буквално ги беа каменувани тие луѓе, значи и се претерува малци со дека сега до тој степен е затворена средина, ама не е. Меѓутоа сме се уште ние многу конзервативна средина и на многу грд начин, на пример, им се лепи педофилија. Тоа ти е една многу грда пропаганда. Јас тоа никогаш и никаде не сум го... Се слагам, зборам генерално. Значи тој што е педофил. Постојат хомосексуалци педофили, постојат хетеросексуалци педофили. Значи тој што е педофил и тоа не е врзано со ориентација сексуална. Мене ме интересира твојот личен став за ЛГБТ. Грешни се... Значи за луѓето... Да завршам. Има ли простор за покаяние кај нив да се вратат во учењето на Бога? Јас знам една позната јавна личност во Македонија кој што сите знаеме дека хомосексуалец, он цело време на Бог се повикува. Тука во тој дел би сакал твоето размислување. Да, фала ти за прашање, супер прашање. Тоа што го кажав претходно за јудеисти, исламисти, за сите. Важи и за... Значи, секој човек, без разлика на неговата склоност, ориентација, природа, грешност и така натаму е човек создаден според Божиот образ и подобие со исто неотуѓиво право на живот и вредност вродена и дадена заради љубовта Христова, како дека Христос пострада подеднакво за сите. И секој човек, јас сум седел волку блиску и поблиску со луѓе кои се геи, кои се лесбијки, кои се транс и така натаму, во црква кај мене, на кафе, каде и да е, ми прашува добро попе, нели се тоа народски кажано. Што е работа? Викам извини, викам. Јас ти бараш од мене нешто да те третирам поразлично од било кој друг и тука е мојата замерка. Јас знаеш што викам? Повикот е за секој ист. Покај се и поверувај во евангелието. Зошто да бара една група на луѓе да биде третирана поинаку заради сексуална ориентација? Значи некој има сексуални гревови, друг има други морални падови, трети има вакви такви. Повикот и на крајот на криштата, ја ниту еден LGBTQI+ таму личност не сакам да му наметнам било што. Ако ти сакаш да дојдеш и да бидеш дел од црквата, да веруваш во Христос, да бидеш следбеник на Христос, еве ги начелата. И сакаш да ми кажеш дека тоа е возможно? Не само што е возможно, и сум сведок и сум го гледал тоа. Не живеат во ерес по твоето учење? Во грев? Не, да, види. Да, во грев. Еве, знаеш што е повикот на Христос за секој што сака да би еве, кажуваме за основни работи. Ја не сум толку како тебе сега, ти можеш да ме возиш ама да ме убедуваш дека. Што? Човек кој што е деклариран геј по учење на која сакаш деноминација во христијанството не живее во ерес. Не. Дека секој човек што е геј, би што и да е повикан да се покае и да поверува во евангелието. Но не е исклучен од
Од љубовта Божја, мислам. Значи, види, по дефолт никој не е исклучен од љубовта Божја, затоа што Христос Але умре за види, нас. 2001 година, па 2001 година кога имаше ти дозволи, 2000 ќе ти дозволам кога сакаш. 2001 година кога имаше прв обид за геј парада, за која што на пример јас не сум присталица, воопшто никогаш не сум учествувал. Еве да нема да учествувам и ќе дојдеме до тоа зашто е тоа мој, тој и у колумна сум го пишувал, зашто е тоа така, меѓутоа кога имаше 2001 година на пример прв обид за геј парада во Белград и која им скокаа на глави кој ги тепаа крвнички, ја гледав поп кој што вика, ми нив не мрзимо, ми ни грех мрзимо. Јас ова го знаат мои пријатели што се припадници на тоа, дека ако некој, сега јас и он седиме на кафе или јас и она седиме на кафе и дојде некој и се обиде да каже да направи нешто заради тоа што он или она е геј, значи ќе има проблем со мене. Зборувам физички проблеми. Да, јасно се разбираме. Значи тука не станува, значи с краја да е некој да благослови, да оправда или да дозволи, да поддржи. Ама се свесен дека има поддршка помеѓу свештенството. Насилство, значи истиот Христос кој ја одбрани жената фатена во прељуба, да е сега помеѓу нас, нели, на земјава во тело. Ако некој се обиде да им направи нешто, да ги каменува, да ги пцуе, да ги плука, да тоа, истиот Христос, јас верувам дека би застанал и би ја ставил линијата у песокот, како што го направи за таа жена и би рекол, кој меѓу вас е без грев, прв нека офрли камен. Така. Сега, значи, тоа не го исклучува повикот што потоа таа жена го доби, ако сака, без наметнување, да го следи Христос, рече, дојди и следи ме и престани и не греши повеќе. Значи ја одбрани, ама не направи компромис. Не направи компромис со тоа. Знаеш што е поентата? Зошто кај се кршат копијата? Ја имам проблем со пропаганда, со идеологија која сака да се наметне на деца. Што е ЛГБТ идеологија? Ето. ЛГБТ идеологија е дека не и пропаганда. Значи, едно е борбата за права, едно е борбата за заштита, за недискриминација и сето тоа, а друго е борбата ЛГБТ идеологијата да се наметнува. Што е ЛГБТ идеологија? Како вредносен систем. Дека, еве, тоа што го правиме сега муавето, дека во основа христијанството не смее и не може да каже дека дека практикувањето на хомосексуални би и какви да се чинови, дека е греф. Како не може да каже? Тоа е крајната endgame. Јас студирав во Англија и ова 2009 ти кажувам, ја бев сведок и затоа што бев таму, бев присутен, каде што ЛГБТ идеологијата, значи па ќе кажам, не ЛГБТ луѓе, ЛГБТ идеологијата со сите своји права што ги уживаат во Англија, беа навредени затоа што во едно локално кафе кое постирало библиски стихови внатре на екраните, внатре во кафето, биле навредливи и дискриминаторски спрема ЛГБТ популацијата. И добија казна по западниве земји за све нешто се навредуваат. Сега види не само ЛГБТ, многу лесно се увредливи повеќе групи на луѓе, значи таму се тужат. Тука сакам да кажам дека дефиницијата за толеранција која е? Која? Живеј, прави што сакаш да правиш, без да го повредуваш другиот. Без да го повредуваш и без да го приморуваш другиот да ги прифати твоите вредности, твојот морален компас, твојот светоглед. Така? Добро. Ако јас си виде со голем крст се шетаме и имаме верска поворка, тоа е наметнување на останатите кои што не се верници од нашата деноминација. Тоа е право на вероисповест, на исповедање на верата. Ама ако има геј парада е наметнување на Не, ја не реков ако има геј парада што сум против и ќе објаснам кога ќе завршиме зашто сум против. Да. Ама не наметнување, знаеш кога кој ќе се обидеш ти да го наметнеш тоа легислативно во образованието. Преку образование, преку и кога ќе се обидеш да го редефинираш бракот како таков. Добро. Кој во основа и во суштина е меѓу маж и жена. Меѓу маж и жена и е црковна, е библиска измислица, не е брак како институција да, инаку заедници постоеле, знаеш, дека уште од преисторија. Па добро, сега ако Бог ги создал Адам и Ева, вајда таму е почетокот. Са зборуваме верски гледано е тоа. Зошто го кажувам ова? Еве кај е моментот. Јас играм фудбал, така? Добро. Јас сум тренер за фудбал и има фудбалски клуб во кој јас сум тренер. И ти идеш пример кажеш, така. Кажувам пример. И ти доаѓаш и ми викаш Филип, јас сакам да играм фудбал. Супер. Значи се гледаме на тренинг U8 Сабајле,
треба копачки, тој дрес да облечеш, тоа и тоа треба да го правиш. И ти идеш и викаш, ја не сакам да играм со копачки. Не можеш да не играш со. Ја сакам наместо 90 минути, кога зброиме за цивилизација и тотално несоодветен пример. Ама види, тоа е целта за редефиницијата на бракот. Зошто? Ако сега кажеме, имаш брак како институција, еден маж и една жена од секогаш за секогаш. И сега ти доаѓаш како подгрупа и ти викаш, јас сакам да тоа се промени. Добро. Значи, ти доаѓаш и сакаш да ја редефинираш играва на фудбал, која постоела и постои, и милиарди луѓе ја уживаат како таква. Но ќе те вратам на твојата проста дефиниција и општо прифатена за толеранција. Пример, ако Добро. Станко и Петко може да се, не знам, да се венчаат, тоа на Филип не го спречува да се венча. Ајде тука да разумеме. Фала ти тука што де. Зошто G.K. Честертон, еден многу попаметен човек од мене, новинар и меѓу другото, го има кажано следното: пред да поместиш граница која ја поставиле таму старите, запраши се ограда која ја поставиле таму старите, првен запраши се зошто таа воопшто е таму. Сега, викаме бракот е меѓу еден маж и една жена. Да. Утре на некој му текнуе, како што во многу земји им текнало, го правиме тоа да биде помеѓу двајца и Хрватска е така. Двајца мажи и помеѓу две жени. Кои што се 90% католици. Сега Јанаки ти како правник, адвокат, интелигентен човек, зошто бракот да не биде и помеѓу три личности? Нели во тоа ЛГБТ има и би. Зошто не биде кривично дело полигамија скоро сега на штатот? Затоа што е тоа така. Зошто не се соодветни тие. Не, гледа го логичкиот след. ЛГБТ популацијата во исламските земји е дозволено. Во Саудиска Арабија и секаде кај што се практикува ширијат, знаеш дека секој маж може да има и до 4 жени, легално зборуваме. Сега моментот. Ако забелешката на ЛГБТ популацијата во однос на бракот дека не, во Саудиска Арабија нема ЛГБТ право. Не, да се правиме муавет кај што може да има муавет за тоа. Така да. Кај што воопшто, нели, имаме муавет дебата за таа работа. Се казва со смрт нормално. Ако викаме дека наместо Адам и Ева е Адам и Стево и Адам и Стево може да се сакаат исто колку што може Адам и Ева, така. Кој си ти или јас, ако веќе еднаш ја тргнеме таа граница и ја поместиме? Добро. Кој си ти да кажеш дека не може Адам, Стево и Ева да се сакаат како што се сакаат само Адам и Ева? Тргнуваш од своето верско убедување. Неверско, не. Што еве луѓе кои што воопшто не се верници. Атеист, неверник, така? Да. Зошто на тројца атеисти што се геј да им се забрани брак што би им бил дозволен на двајца што се геј? Брак е институција која што е воглавном, ако сакаш да го тргнеме духовниот момент, е бирократија. Ти не можеш да им забраниш на Адам, Ева и Стева и да живеат во една куќа заедно и да всушност се заедница и сексуална и духовна без. Види, Бог им го дал тоа право. Зошто на слободна волја? Никој не ги спречува и никој не сака да ги спречи. Може не тројца, 103 бидат. Види, бракот ти цело време идеш низ призма на вера. Бракот, ако сакаш да низ призма на право, подразбира право и обврски, кои што се и врзани и за наследување, и за грижа за деца, и за така да имаш татко, мајка, значи. Баш тоа. Сега и тоа зошто кога веќе еднаш ќе ги отвориме границите, после тоа кој ќе рече тука ги затвараме границите. Ако после тројца што се во полиаморна врска речат дискриминација е спрема нас како тројца, да тие кои да бидат тројца. Сакаме полигамија биде. Сакаме да. Ако ти полигамија постои во секаде кај што има ширијат, полигамија. Ја не викам дека не постои. Ја не викам дека не постои или дека некој треба да им влезе дома и да ги прогонува, да ги тепа. Не разбираш, Исламот препознава полигамија на маж со повеќе жени. Тука правиме муавет за редефиниција, за редефинирање на христијанската дефиниција на бракот. Така. И во исламските земји, зошто не дојде, не се најде некој паметен, да рече, окей, како што може еден маж да има 4 жени, ние се залагаме за правото една жена да има 4 мажи. Тоа е возможно би било. Возможно теоретски, меѓутоа не е практично изводливо. Зошто? Затоа што тоа за нив би било редефиниција на тамошната на тамошниот брак, така. И сега забелешката е тука дека не можеш ти да легислативно да наметнеш на мојата совест што да верувам врска со бракот. Ти како индивидуа ти можеш да правиш што сакаш и можеш да бидеш дел од каква и сакаш врска и да негуваш, што и да сакаш да негуваш. Ама без тоа
легислативно да го наметнеш или да го воведеш во образованието како такво? Што е во образованието воведување на пропаганда по твоја лична дефиниција? Например, дали ако види прво кога ќе се спомне слободно сексуално образование, тука многу се кршат копијата. Добро. Ние имавме пилот проект, јас кога бев прва средна. Добро. Тогаш слободно сексуално образование што за мене е и нормално и прифатливо, се содржаше во тоа да се посочи на младина, која што факт е, ние можеме ти можеш од верски карактер да збориш дека пред брак е грев да си има секс. Так. Значи знаеш дека тоа не е така помеѓу младинава. Еве нема да те прашам за тебе лично дали било тоа така или не. Тоа така е, Тоа е така. Значи дека постојат полови болести, дека треба да се користи заштита. Добро. Имаше и некоја демонстрација на крставица како се навлекува нели презерватив и тоа беше за мене на една соодветна година средна. Да, на една соодветна возраст каде што воглавном, сега некој подоцна, некој покосно, воглавном се станува во првите години од средно или во средно, кај што се станува сексуално активен. Се изместија работите, за мене е несоодветно тоа да се прави во основно, и види што е основно, имаш од прво до девето оделение. Тоа е прва работа, втора работа, што е за тебе ЛГБТ пропаганда во образование? Дали, например, ако се пропагира, се учи како сакаш кога научиш на деца, дека постојат различни сексуални ориентации, е пропаганда. Што е факт. Ние може во текот на животот ќе го искуса тоа, ќе дознаат дека во светот, ти си родител, јас сум родител. Така да. Во светот постојат милиарда работи кои се факт и кои може да ги знаат децата. Прашањето е, јас и ти како родители, што сметаме дека е полезно и на која возраст е полезно тие деца да го осознаат тој факт. Така, значи, тука е каде ја поставуваме границата, кој го пишува тоа. Така, ако ми речеш ти, Филип, сакам да ми направиш програма за веронаука, така, и ти знаеш дека јас сум пастор, христијанин, теолог и така натаму, како ќе биде, со кој, значи ја не можам колку и да сакам да бидам непристрасен, како ќе, со кој тон или со која боја ќе биде веронаука? Ќе биде христијанска така. И сега, ако ЛГБТ, отворено ЛГБТ организации го пишуваат тоа сексуално образование, ќе ги попедерш од децата? Не. Него? Не име местото. Јас не знам ти дали си отчул тој мој став. Јас сум против веронаука во училиштата, како што сум против било каква пропаганда или сексуална. Место во цркви. Знаеш зашто? Добро. Неотуѓиво родителско право е да си воспитува децата. Да ги воспитувам децата според својот светоглед. Јасно, и да ги ќе пораснат сами како во мојот случај мене ме воспитувале во православен дух. И јас да го информирам, ама јас да го информирам моето дете. Не дека тие се лоши, грешни, ќоат у пеколот, туку јас кога јас сметам да ги направам тие муавети со моето дете. Ако, како изборен предмет, во, не знам, средно образование, подоцните години во средното образование, кај што веќе тоа се случува и го има, научно-медицински од страна на доктори, не идеолошки обоени ни христијани, ни ЛГБТ активисти, значи активисти правам овој, да те разбирам. Дојдат со програма и речат, окей, ова е за заштита од тоа и тоа, окей, и тоа биде во согласност повторно со родителите. Затоа што на малолетник никој не смее да му прави муавет ниту за вера, без дозвола на родителите, сега да дојдам на твоите деца и да им делам трактати, така, ниту пак смее да му зборува за сексуалност, така. Родителско право е, значи тука е каде се може било да е религијата или било да е ЛГБТ или кој да е друг светоглед, друга идеологија, каде што може да ги повреди родителските и детските права. Ти си правник и убаво го фризираш. Така, умешен си вака за да ги ставаш во бланда, да. Работиме, ево го мојот став во бланда, тоа е тоа. тоа. Мојот став во однос на двете прашања за види сексуално образование. Извини, само што ова, пола секунда. Значи, вака, ако ти одлучиш како родител да го донесеш твоето дете во црква кај мене и вероучителката во нашата црква да го научи на начелата на христијанството, ти си го донел, тоа е твое родителско право и тоа. Ако јас како родител, друг како родител, одлучи своето дете да го однесе на геј парада, тоа е негово родителско право.
Сега зошто да тоа биде универзално, наметнато или тоа да биде да биде задолжително за моето или за твоето дете, без разлика дали сум од еднава или од другава страна на дебата. Значи, ја мислам дека сум фер, па сега ја барем се надевам дека. Еве го мојот став во однос на, знаеш колку глупо ми го кажам сексуално образование, затоа што тоа се врзува некако, можеш да сакаш да кажеш да или не, меѓутоа постои една хистерија која што ја прават пар екстремни активисти од условно речено другата страна и која што се води на предрасуди и омраза и тоа можеме да се правиме на 3,5. А има и пар екстремисти на другава страна. На 3,5 се ја те оставив да го кажеме моста. Можеме да се правиме на 3,5 колку сакаме. Мојот став е дека сексуалното образование треба да се сведе на ова што го говорев, на што сме го ние искусиле, затоа што види на крајот на денот нема да, значи луѓето ќе научат, децата ќе научат и знаат дека постојат и различни сексуални ориентации и дека тоа не е ништо страшно. Сега види, пак се темели на родителско, воглавно во помладите години на родителско правување, меѓутоа тоа сигурно нема да остане ненаучено и дека воопшто во делот на основно не сметам дека е тоа потребно да, иако и тогаш стануваат сексуално активни, што е релативно рана возраст и мислам не соодветно според мене, меѓутоа не се тоа мои деца за да се грижам. Во однос на геј парадата, јас тој во колумна го имам пишувано, во Фокус која пишував на времето, дека зашто, значи јас се сметам себе си за LGBT friendly особа, иако бегам од флоскули, кај нас е многу црно и бело работиве, под френди подразумам тоа апсолутно не ми смета, седел вистински не ми смета, не да кажам не ми смета, ама уште 100 причини да наведеш. Значи секој што сака нека си прево живот, тоа едноставно не е мој живот, јас сум хетеросексуалец и тоа нели сакам да се почитувам. Меѓутоа, зашто сум против геј парада? Од многу прости причини што не сметам дека треба да барам тоа што и ти го начина на почетокот, иако мислам дека си многу поекстремен од колку што тука се не се плашам да кажам тоа што мислам, така тоа што го мислев го кажам. Сум против тоа да баш за тоа се бара да се бара посебен третман да имам, иако нормално и парадата е форма на протест. Факт е дека таа заедница е маргинализирана, но јас не сметам дека е соодветен начин на профилирање. Значи не сметам дека треба и особено не сметам дека треба да се гнаси еден така убав протест е најосновно право, со праење будала од себе, со праење клон, со облекување со облекување како жена, drag queen, не знам сега како да ги наречам. И тоа е на пример мене, зошто си за мене вака дрегофобичен и трансфобичен. Дрегофобичен, да, има многу, значи за мене тоа е крајно погрешно и на крајот на денот, иако тоа не би требало да не загрижува, тоа има полни устата на оние кои што вистински мразат такви луѓе, значи се зли према нив, затоа што јас сум разговарал со еден мој драг Facebook пријател Турчин кој што живее во Данска и он тоа цело време тие примери ги дава. Имале сексуални односи во Данска на парадите, не знам, на децата што им прави. Викам, види, тоа е таму. Во Македонија, јас барем не сум видел такво. Би ти сметало ли тебе твоето дете да гледа? Види, мене би ми сметало било кој хетеросексуалец јавно да има однос во јавност. Значи, тоа сакам да кажам, тоа е повреда на детските права. Така да тоа е мојот став. Која е улогата на жената во, сега да не кажам протестанството, меѓутоа дали е жената, дали треба да биде субмисивна на мажот? Малку по да ми го елаборираш, значи дали сега ја на пример имам многу добар другар кој што е православен отец, кој што на сестра ми избореше дека вие сте недопраени, излагате од реброто, дека сте фалични излезени, полуна за фраканција, полуна викнине заедно на полуна вистина, полуна за фраканција, полуна вистина. Не, многу ми, мислам, ја го сакам него многу ми е другар, меѓутоа и не дека не верува. Е малку проблематично. Која е улогата на жената во протестанството, христијанството, како се? Значи, вака, според повторно Светото писмо, повикот во Новиот Завет, мандатот од Свети апостол Павле е мажи, љубете ги своите жени, како што Христос ја возлюби црквата и се предаде себе си за нејза. Жени, почитувајте ги своите мажи, како што црквата го почитува Христос. Од тие два стиха е дадено се. И тоа, сега, нели, психолози вакви такви го откриваат и тоа ние може, ако сме доволно искрени, дека основната потреба на жената е љубов,
основната потреба на мажот е почит. Така, значи како ние, кој е нашиот јазик на љубов и како ние примаме и даваме љубов, значи тука може сега да водим исто психологија и така натаму и така натаму. Поентата дека мажот и жената се создадени комплементарни. Значи кога Бог рече човекот не е добро да биде сам и ја создаде жената, ја создаде не од коската на ногата за да ја гази, не ја создаде од коската на главата за да биде над него, туку од реброто да биде покрај него. Дека жената гледа нели во бракот и во заедницата на бракот, дека е она која го чува срцето на мажот, која она е најблискиот, најинтимен помошник и дека двајцата се едно тело. Така, значи тога не ставам збор само за физичкиот интимен однос, туку дека овие два животи сега се спојуваат повторно. Тоа што било разделено сега се спојува, нели било разделено и во Божјиот наум сега повторно се спојува. Треба ли жената да биде условно речено послушна на мажот? Што значи тоа? Многу добро знаеш што значи. Не, ама види, не, гледа сега. Општото сваќање во Македонија? Не, значи вака. Жената, мажот, зошто ви кажав тие два стихови? Мажот треба да биде како Христос. Да и даде на жената што да почитува. Така, не е само ја да дојдам она типично. Јас имам фалус, јас сум маж, да. Јас сум маж, има да ме почитуваш. Така, не, ја треба да живеам таков живот и треба така да живеам пожртвувано и љубовно спрема мојата жена, да и дадам на мојата жена што да почитува во мене. И да и дадам таква доверба и сигурност во моите одлуки, во мојата трезвеност, во мојата пожртвуваност за семејството, за еден ден кога ќе дојде момент да разговараме за некоја животна одлука, ќе правиме, не правиме, ќе живееме, нема живееме ваму или таму, и кој ќе речем, слушај, јас ја превземам одговорноста, ти тоа преска многу го фрли, ја ја превземам одговорноста за оваа одлука и те молам следиме. Ако јас сум ми дал во моите 18 години брак со нејзе до сега доволно на конто сум ставил, нема да и биде проблем, ниту да биде да се чувствува жена ми потлачена, мора да ведне глава и да ќути, кој ќе рече јас ти верувам затоа што знам. Се уште не сум сретнал жена без разлика дали е ведник или нешто толку ведник. Гледа, тој степен ведне глава. Затоа што не си сретнал веројатно маж што така направил, не викам дека јас сум тој. Повикот, не ми ја запинта, добро. Повикот на мажот е да умре за жената. Добро. Повикот на жената е да го почитува. Ако ние, за жал, тука традиционално балкански менталитет е село, тоа е инвертирано и извртено. И извитоперено. Извитоперено. Ако јас сум спремен да умрам и умирам секој ден за неа и за низиниот живот, за низиното добро, за низините желби, за низините фантазии и низината иднина, така, тогаш не би било проблем да ме почитува, така. И од друга страна, ако она ме почитува, ја нема да мислам два пати дали да умрам за неа, така. И тука е комплементарноста, каде што ако човек е доволно искрен, ќе свати дека ти како маж и ја како маж, ја не сакам, нели ми кажа леле колку те сакам, леле цуце, леле срце, воа тоа, туку сакам да бидам почитуван и тоа мене ми дава енергија и сила и волја ја да загинам, така, да отидам. А нези е потребно таа, веројатно се, секоја жена, секој маж се различни, секој брак е различен. Но генерално е така. Генерално се генерализираме, дека ако таа се чувствува љубено, заштитено, згрижено и сето тоа, тоа ќе дојде природно, таа женственост ќе се разбуди во неа, мажественоста во тоа, зборувам за здрави, нестереотипни, не традиционалистички балкански наративи. Значи зборувам за здрав однос и здрав брак што дали е тука во Америка, во Африка или во Азија би функционирал. Значи тоа е библискиот принцип. Мажи умрете како што Христос умре, жени почитувајте како што црквата го почитува оној што умре за неа. Крај на приказната. При крај сме со времето и последниот сет. Ќе сакам да го посветиме малку на хуманитарна работа. Добро. Како што приметувам, повеќе пати сте биле во Африка, веројатно се занимавате со, тоа ќе ви оставам да ни посочите со хуманитарна работа, са сите знаеме дека афричкиот континент за жал и во 2025 година се соочува и со најелементарни недостатоци на вода на запиење, на екстремна сиромаштина, не дека екстремна сиромаштина нема секаде, меѓутоа Африка е приказна. Не во таа мера. Така. И во тој процент Африка е приказна сама за себе. Раскажи ни малку колку пати си бил во Африка? Збориме на хуманитарна работа. Не, значи за мене затоа што види се. Јас конкретно ние што го таргетиравме, односно јас што го таргетирав отецот од Македонска православна црква, го имам запознаено преку хуманитарна акција за која што не сакам да зборувам, бидејќи
да не ме разбереш погрешно, ако не дека се однесува на тебе, меѓутоа ако нешто ме иритира, имаше едно меме добро вака како им дава пари на луѓе се и се слика мене тоа. Ја милиони пати сум учествувал во акции за кои што не сум зборувал никогаш, затоа што го правам за себе и затоа што сметам дека е исправно. Меѓутоа со конкретниот отец се запознавме, на тоа беше 2018 зова, никогаш не сум зборувал јавно. 2018 зимото беше екстремно ладно и имаше, тоа е интересен овакво, значи пар муслимани ја дигната акција, јас се приклучив, отецов се приклучи. И како виц си биле атеисти. Да, овако виц, да, баш како виц и обслужувавме, значи, бездомници по Скопје и ги користевме социјалните мрежи за луѓе да ни помагаат да мапираме каде, пошто знаеш дека имаат места каде што во главно ориентира. И затоа ми беше, знаеш како многу го почитував затоа што баш и не била само таа акција повеќе. Многу активен, сега знаеш за Фраканција ТВ, ти си веројатно еден од ретките слаби попови, односно пасторите не си поп. Меѓутоа ме интересира колку сметаш дека е важна. Се веројатно е реторичко прашање колку пати си бил во Африка, во што се состои, затоа што беше таргет на еден, на кој што сум бил и ја таргет, еден така доста агресивен господин Джинџер од Струмица, дека таму сте правеле, не знам, други црни работи и така натаму, што е клевета за која јас можам да тужам, ти да ме застапуваш и мислам дека не треба да си го трошиш времето. Ама не го правиме тоа. Не треба да си го трошиш времето. Во што се состои на одењето во Африка? Што конкретно се прави? Тука јас одам еднаш годишно во Африка, студирав заедно со африканци во Англија од 2012 наваму, кога дозволува, со исклучок на короната и сега има се разгоре повторна војна таму, секоја година во иста држава одиш? Во исти две држави. Кои? Уганда и Демократска република Конго. Да, сега во Конго има посериозен конфликт. Тоа е конфликт што трае со децении. Да, меѓутоа сега е пак зема замав, колку што можам да пратам. Да, земаше замав и од 2014, земаше замав и од 2018-19 и сега тие конфликти се малце и на ниво на дивјаштво, значи таму си има со ликвидација на цели села, без никаков обзир за сега беа заклани беа 70 христијани во црква. Без никаква, значи нема и некој од тие обзир за значи пасторот и пасторите што се таму ги познаа и тие доаѓаат на кои беа екзекутирани? Да. Значи, тој сега? Одиме на сега, јануари месец. Ние требаше февруари да одиме таму и немаше летови. И како и да е, на што се состојуваше таа работа? Значи, милосрдната дејност ја не можам да ја разведам, значи не можам да бидам шизофреник, да ја разведам од мојот повик на христијанин воопшто, ама на пастор. Значи, во самото Свето писмо вика, ако го видиш твојот брат, твојот ближен гладен, гол, бос и го одминеш и му речеш Господ нека те благослови, сваѓаш и толку, вика ти си полош од неверник, ти си така. Значи, од таму почнува тоа дека во лицето на бездомникот, во лицето на гладниот, босиот, голиот, во Македонија поголема е нашата милосрдна дејност во Македонија отколку во Африка. Во лицето на мојот ближен во потреба, ја го гледам Христос. И Христос вели, шо и да им направите на овие луѓе, ми го правите лично мене. На крајот, одењето во Царството Небесно или во пеколот, тоа ќе биде јазичето на вагата. Да, едно од тие нешта. Викаме, видовте гладен, бос, гол. По колку траат тие патувања? Колку седите во Африка? 2 недели, месец дена сум седел и повеќе. И таму одам кај колеги мои во цркви кои веќе работат и служат таму. Да, нормално држам богослужби, проповедам таму, ги поучувам пасторите кои се таму, кои немаат услови за образование и така натаму, и воедно да ја поддржиме мисијата локална на тие цркви кои се таму. Значи, ја не доаѓам таму како фраер белец и со пари сега ги се расфрлам и ќе правам што ќе правам, туку викам, окей, Джеймс се вика колегата со кој сме јаделе, пиеле, спиеле заедно и сме поминале сито и решиле, викам, Джеймс, кажи што правите, што им треба на луѓе од тука. Не знам. Ја може да дојдам и речем, им треба тоа, ствари не им треба тоа, им треба тоа. Вакцини, храна, основни работи говориме? Значи, правиме мувет за соларни панели, струја нема, за вода, резервоари за вода, бунари или пречистувачи за вода. Правиме мувет за сиропиталиште, каде што нема душеци, кревети, правиме мувет за училиште што не постоеше, ние кога отидовме, ние го купивме земјиштето таму. Сега има училиште со скоро 400 деца, што не сум го направил само тоа јас. Можеби мене ме гледаат како ликото ти, нели? Мора да бидејќи си бел. Не, зборувам белциве како ме гледа. Иначе таму да.
И знаеш, тука е моментот кога нешто правиме заедно како црква или тоа поединечно, што нели замерката е супер на место, дека ја не треба ниту славата, ниту честа да ја земам за себе си. Не е замерка, моце е шега. А вака те гледаат ли чудно дечињава на кога биде беле 2012. Види, зависи каде. Уганда е 42 милиона, Конго е најголемата по територија земја, значи зависи каде ќе отидеш. Во урбаните места што не, меѓутоа во порурални ви си значи, те гледаат. Значи, во рурално место кај што отидов, они џунглата е, викаат, не е тоа баш џунгла, ама рурална Африка, селце речеме, уне дојдија, кај што се тогаш се пристигнуваше само со мотор или пешки, со кола не се одеше таму. Децата таму се плашеа од мене. Да. И излегувам затоа што тука како што веројатно во некој средини ги плашат децата ќе дое и ќе те земе баба рога, црнецот, таму веројатно со нас ги плашат. Иако им пружав, не виделе, да. Кога им значи нема струја, нема интернет, нема телевизија, они знаат дека постои бел човек, ама никогаш дури не на слика не виделе. Да. И децава нормално се плашат да те допрат. Сега после нели колку 13 години е таму веќе тие се мои деца. Нели, они ме викаат, папа ме вика, тато ме. Годинава ќе прерипате одење во Африка? Ако даде Бог и ако биде секој што треба, пред крајот на година сакам да отидеме. Ако не следнава година. Ти се нашол во ситуација во која што била животно загрозуваш? Да. Зборуваме да изгубиш глава. Да дојдат луѓе, да дојдат бунтовници, да дојдат, повеќе во Конго отколку во Уганда, ама на границата кога си тоа е едно од трите места каде што одиме во Уганда, тоа е на границата со Конго. И таму, во Конго е најопасно. Во Букаву е градот кој е еден од тие градовите кој падна сега, Гома, Букаву. Имаше, сега веројатно има и повеќе. Тоа се религиозни бунтовници? Не. Тоа има 32 бунтовнички групи. Само во тој град, што ја бев со големина на Скопје, малце помал. Се ти можеш да замислиш во Скопје да се пукаат 32 различни групи, да. Да, и плюс ги имаш војската и полицијата кои пукаат на свеживо. Се бетери од тие. Јасно. Значи и корупција има многу и све, да. Значи силување како метод на војување и многу лошо. Сега, некои се со религиозен предзнак како што се овие исламисти што го користат вакуумот да ги убиваат овие. Иначе воглавно е за како и секоја војна на секаде за ресурси. Иако јас го држам овој регион, ти како странец што не се стално па и дежурни овие, мислам не се дежурните виновници, не знам Америка, Европа, туку и други играчи веќе има таму. Ако ти си странец и тебе ти треба литиум, колтан, кобалт, ќе одиш кога така? И знаеш дека таа група го држи тој регион и ти им даваш нив $200,000 месечно, што за нив тоа се како тука ти даде некој, не знам, не 2 милиона, 200 милиона ти даде. И ти го финансираш тоа за да го земаш тоа што тебе ти треба и за жал заради тоа има толку многу таму. Плюс афричките држави, зборувам, поддржуваат сопствени бунтовнички групи во другите држави. Да, тоа е многу крос-бордер, има многу, да. Да, па сега Руанда наводно, демек, ама е таа што ги спонзорира тие што се М23 бунтовниците што се од векот таму. И сега имаш ти наративи милиони, милиарда, што за жал како и во секој конфликт, дали е во Иран, во Израел, во Африка или во Европа, страда недолжно. Последно прашање, си дошол во ситуација оружје да ти се впери? Не директно, ама спрема возилото во кое бевме, да. Не мене вака надвор од возилото, ама да. Добро. Отец, пастор би било поправилно, не? Да. Пастор Филип, ти благодарам на одвоеното време. Фала ти на тебе. Ќе биде супер емисија. Да, фала ти.